Злоупотреба на децата за политички цели или традиционално чествување, дали секуларноста останува само декларативна. На Бадниковите поворки беа вклучени рекордно голем број на деца, а локалните власти се јавија како помагатели. Детската амбасада Меѓаши реагираше на вклучувањето на децата во верските ритуали и ваквите чекори ги оценува како популистичко додворување. Ова го доживуваме како своевидна популистичка манипулација, односно додворување со преку традицијата и верските обичаи некаде. Дури и да се работи за само иницијативност на деца и така натаму, општините и градоначалниците генерално би требало да кажуваат на секуларноста и да инсистираат на тој став, секако почитувајќи ги сите верски права, празници, традиции и така натаму. Поворките тргнаа од општинските згради, а дел од градоначалниците изјавија дека очекуваат наредната година поддршка да дадат уште повеќе училишта. Градскиот татко денеска по пожичните честитки изјави дека не гледа злоупотреба на децата, ниту пак нарушување на секуларноста, бидејќи локалните власти само излегле во пресрет на граѓанската иницијатива и помогнале да се обезбеди превоз. Не гледаме дека е злоупотреба на децата, бидејќи таа иницијатива потекнува од самите родители на децата. Не затоа што е граѓанска иницијативата, нити е доаѓа од некој од верските заедници, класично граѓанска иницијатива која што слави еден верски празник, што е нешто што доста често ни се случува во државата. По прашањето на секуларност, власта и опозицијата на иста линија. Лидерот на ВМРО ДПМН исто така не гледа злоупотреба на децата, туку волја на родителите. За време на Бадниковите поворки, единствено прилепскиот градоначалник Илија Јовановски не ги прими децата во општинската зграда, со образложение дека општината практицира хабитус, кој што не се храни со популистички манири. Ваквиот потек на Јовановски предизвика негативни коментари на социјалните мрежи, но според детската амбасада, оваа постапка го намалува просторот за злоупотреби. Он кажува на секуларноста и на тоа како би требало да се однесуваме некаде во државата. При тоа не значи ниту непочитување на верата, ниту пак го намалува просторот за нејзина злоупотреба. Граѓаните пак со поделени мислења. Дел од нив не гледаат ништо спорно во учеството на децата, додека дел од граѓаните велат дека секуларноста треба да се почитува. Убаво изгледаше, меѓутоа не сум поборник на тоа децата да се мешаат во политиката и во црковните работи. Мислам дека нити образованието, нити црквата не треба така нагло. Оти тоа може да биде позитивно до еден момент, а после да биде контрапродуктивно, да луѓето почнуваат да осеќаат и одвратност. Многу убава беше таа детската поворка, неко станува на младите животот. Во изминатите години децата беа вклучувани во повеќе религиски настани и проекти, а освен Сдруженијата за заштита на правата на децата, реакции имаше и од Народниот правобранител, кој ги оцени таквите настани како погрешни и неоправдани. Критики имаше и кон училиштата и родителите, кои со своите постапки овозможуваат злоупотреба на децата.